Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате: донесени посмртните устанки на 45 граѓани кои загинаа во сообраќајната автобуска несреќа во Бугарија. Во основното училиште Лирија со пригодна манифестација се одбележа 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост. По повод меѓународниот ден на лицата со попреченост во училиштето на Инфрашери пуштено во употреба инклузивно игралиште. Со највисоки државни почести пречекани телата на загинатите во автобуската несреќа во Бугарија. Порече се едночасовното преземање од двата бугарски воено-транспортни авиона. Почна транспортот на посмртните останки на загинатите во автобуската несреќа во Бугарија до нивните вечни почивалишта. Поврката тргна од Скопскиот аеродром, каде последна почит на загинатите со положување венци му дадоа председателот на државата Стево Пендаровски, председателот на собранието Талат Џафери и премиерот Зоран Заев. На испраќањето присуствуваа и пратеници, како и представници на верските заедници. Последна почит одадоа и председателката на Косово Вјуса Османи и председателката на албанското собрание Линдита Никола. Венец положи бугарскиот амбасадор во земјава Ангел Ангелов, а по него во знак на почит се поклонија и првиот вице-премиер Ардан Груби, министерот Бујар Османи, како и председателот на ДУИ Али Ахмети. Посмртните останки претходно од бугарските авиони ги преземаа припадници на армијата и ги пренесоа до погребалните возила. На загинатите почит може да им одадат и граѓаните на плоштадот Скендербег во Скопје, каде што се поставени венци. Сообраќајната несреќа во која што загинаа 45 граѓани, а 7 беа повредени, се случи на 23 ноември на автопатот Струма во близина на градот Перник во Бугарија, кога автобусот на Беса Транс од Скопје се враќал од Истанбул. Во основното училиште Лирија во Тетово се одбележа 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост. Манифестацијата содржеше театарска представа, музички точки, како и изложба на уметнички слики, изработени од учениците со попреченост кои посетуваат настава во училиштето. Преку култура и уметност во основното училиште Лирија во Тетово се одбележа 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост. Од училиштето велат дека во Лирија настава посетуваат 28 ученици со попреченост. Денеска сме тука поради настанот 3 декември, меѓународен ден на децата со посебни потреби. Ние во нашето училиште имаме 28 ученици со посебни потреби, поделени се во 3 групи, и тоа од 1 до 5, од 6 до 7 оделение, 8 до 9 оделение. Тука работат 3 наставници дефектолози. Организиравме еден театар, детски театар за децата. Имаше една точка со виолина за песна за децата.
Децата за овој ден подготвиле и уметнички творби, кои ги изложија во училиштето. За таа цел им помогнале од уметничката галерија Тетово. Нашата институција беше приклучена во еден проект поддржуван од Министерството за култура и која традиционално ќе се организира секоја година со децата со посебни потреби, така што нашата институција веќе месец и пол работеше со овие деца и сите уметници што се ангажирани во уметничка галерија Тетово. Го организиравме овој воркшоп и заедно со дефектолозите, со сите психолози што се ангажирани за овие деца, заедно работевме на една уметничка работилница со што покажавме дека овие деца може да бидат уметници. Ово училиште традиционално секоја година го одбележува овој важен датум со пригодна манифестација. Во основното училиште на Инфрашери во Тетово денеска беше пуштено во употреба инклузивно игралиште наменето за децата со попреченост. Ова инклузивно игралиште е дел од проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран. По повод 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост, денеска во основното училиште на Инфрашери во Тетово беше пуштено во употреба инклузивно игралиште. Ова инклузивно игралиште е дел од проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран, кој што е финансиран од страна на Европската унија, а проектот бележи 15 месеци успешна работа во поглед на суштинско вклучување на учениците со попреченост во редовните основни училишта. Во рамки на проектот се доделуваат стипендии. Во моментов имаме 664 стипендисти. Се организира обука на наставници, некаде под 300 наставници се веќе поминати низ обуката и се подобруваат условите во училишта кои што имаат поголем број ученици стипендисти. Во тој контекст ова училиште на Инфрашери е едно од тие, но имаме и изградено уште други 5 вакви инклузивни игралишта. Имаме изградено 5 сензорни соби и обезбедено асистивна технологија за уште 4 училишта. Проектот ги поддржува и родителите со туторска поддршка, семејствата, но и работи активно на подигање на јавната свест. Имам голема чест денеска поводот на меѓународен ден 3 декември да ја обележиме меѓународниот ден на лицата со попреченост и тоа со една конкретна активност каде што имам големо задоволство да ја промовираме инклузивниот АГО со инклузивното игралиште каде што во партнерство со Фондацијата Чекор по Чекор и Инклузива од Куманово го спроведуваме заедно. Основното училиште на Инфрашери во Тетово брои околу 1500 ученици, од кои 20 се деца со попреченост, на кои им е потребна континуирана поддршка во процесот на нивното образование. Пуштањето во употреба пак на инклузивното игралиште беше поздравено и од страна на представниците на локалната самоуправа. Ова ќе се чува, ќе се употребува како што треба, ќе го употребуваат децата со попреченост за развој и другите ученици за да добиваат, да речеме и тие да го уживаат овој благодет што ни е дадено. Ние сме дојдени денеска тука да го видиме ова инвестиција, да го им се заблагодариме на Фондацијата Чекор по Чекор за овој инклузивен програм што е направен за оние лица или децата што имаат посебни потреби, да имат пристап, физички пристап и да ја употребуваат ова просторија како што треба. Инаку проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран го реализира Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор, заедно со своите партнери, Сдружение за промоција и развој на инклузивното општество Инклузива и Сдруженијето за давање услуги на лицата со попреченост Хендимак. Проектот се реализира во соработка и со Министерството за образование и наука. Јапонската амбасада донираше комунално возило за потребите на општина Брвеница. Градоначалникот на општина Брвеница Јовица Илиевски заедно со јапонскиот амбасадор Савада Хиронори подпишаа грант за набавка на комунално возило, донација на јапонската амбасада во земјава. Се работи за возило од брендот Мицубиши во вредност од 67.026 евра, како дел од грант програмата за мали проекти и човекова безбедност.
возилото ќе им помогне на општината и на јавното комунално предпријатие да се справат со отпадот и дивите депонии и ќе зголеми нивниот капацитет за одружување на чиста и безбедна животна средина за сите. Во рамките на иницијативата на Западен Балкан, Јапонија е силно посветена да ја поддржи Северна Македонија во социјалниот и економскиот развој, што е многу важно за интеграцијата во Европската Унија. Јапонската програма за мали грантови за основни потреби и човекова безбедност или GGP е еден од столбовите на нашата стратегија за соработка на Северна Македонија. Од 1996 година Јапонија со вкупно 7,8 милиони евра поддржа 158 GGP проекти во секторот здравство, образование и животна средина во Република Северна Македонија. Во рамки на оваа програма ќе подпишеме 5 проекти во декември и се надевам уште неколку до март. Од локалната самоуправа велат дека донацијата е добре дојдена, затоа што возилото ќе биде во функција за потребите на граѓаните. Многу ви благодариме на таква соработка, за такво возило што стварно ќе ни биде од голем корис. Особено голема благодарност до неговата екселенција, амбасадору, што денеска подпишавме грант возило добиваме комунално, кој што нас кажа директорот на јавно предпријатие, за нашава средина ќе биде од огромна помош возилово кое го добивме денес. Јас се надевам дека во иднина ќе продолжи соработката со јапонската амбасада, која и претходно донираше за нашава општина. Во рамки на денешните активности, амбасадорот Савада заедно со градоначалникот Илиевски го посети археолошкото наоѓалиште во село Стенче. Советничката група на СДСМ во Гостивар реагираше на одлука донесена на последната седница на Советот на општината, која се однесува на намалување на ноемвриските плати за вработените во училиштата за 5%. Реакција на СДСМ Гостивар на одлука за намалување на платите во образование за ноември. Советничката група од општинската организација на партијата денес одржа пресконференција на која истакнаа дека ваквата одлука, донесена на седницата на Совет минатата недела, нема законска основа. На последната седница на Советот на општина Гостивар, одржана на ден 26.11.2021 година, петок, беше донесена одлука со мнозинство гласови од владеачката коалиција во Советот, предводена од ВМРО ДПМН и Алијанса за албанците. Таа претходно, како предлог одлука на дневен ред, беше ставена на предлог од координаторот на советничката група на ВМРО ДПМН. Со одлуката се предвидува намалување на ноемвриската плата на вработените во образованието на територија на општина Гостивар за 5%. Во образложението на одговорното лице за финансии и буџет во општина Гостивар беше наведено дека тој износ ќе биде надоместен во јануари наредната 2022 година. Меѓу другото, во образложението беше наведено дека намалувањето се прави со цел да не доцнат платите во образованието. Таквото образложение нема никаква законска основа и логична оправданост. СДСМ смета дека одлуката за намалување на ноемвриските плати е штетна и незаконска. Нешковска истакна дека ќе бараат од надлежните институции да биде поништена. Ваквата одлука, која е штетна за наставниците, треба да биде поништена, поради што советничката група на СДСМ ќе испрати допис со кој ќе ги извести надлежните институции за овој случај. Неголемиот влог во иднината на нашите деца и млади го правиме во образованието. Доброто образование гради слободни граѓани, ја засилува економијата и го зацврстува демократското ткиво. Од тука, апсолутно неблагодарно е да се поигрува со правата на наставниците,
со оние кои вложуваат дел од себе за иднината на нашите деца. Од Општинскиот сектор за финансии и буџет на седницата на која се донесе одлуката, образложија дека се врши прераспределба на буџетските средства поради доцнење на финансиски пресметки од училиштата, што резултира со намалување на платите за ноември за 5%. Порамнување најавија со декемвриските плати. Инаку мнозинството во Советот на Гостивар го има Алијанса Алтернатива, заедно со ВМРО ДПМН, Демократската партија на турците на Македонија, Беса и Демократски сили на ромите. Како опозиција делуваат ДУИ и СДСМ. Во продолжение следуваат информациите од билтенот на секторот за внатрешни работи Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 18 часот и 50 минути во објект на улица Ѓурче Петрово Тетово лишиле од слобода 27-годишник од Скопје, 30-годишник од Струмица и 30-годишен тетовец, како и 62-годишник исто така од Тетово, затоа што при нивен преглед на просторијата во која што се наоѓале им бил пронајден хероин и нож. Во координација со јавен обвинител, четворицата се задржани во полициската станица Тетово и по расчистување документирање на случајот ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Вчера во 11 часот и 15 минути полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 69-годишникот Тетовски пирог, кој се однесувал агресивно и спречувал 63-годишничка во извршување на службени дејствија околу геодетско мерење на имот во селото. Тој бил задржан во полициска станица за расчистување и документирање на случајот. Вчера околу 14 часот и 30 минути полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 24-годишникот Гостиварска Долна Бањица, кој пред тоа на улица 80 ноември во Гостивар со неговото патничко моторно возило Volkswagen Golf со гостиварски регистарски ознаки. Удрил и повредил 49-годишен гостиварец, а оштетил и 2 паркирани возила. 24-годишникот е задржан во полициската станица Гостивар за расчистување на случајот, пошто ќе му биде поднесена соодветна кривична пријава. Вчера во 16 часот и 10 минути 41-годишна жена од Кочани со времен престој во Гостивар во СВР Тетово пријавила дека нејзиниот невенчан сопруг околу 14 часот физички ја нападнал и одзел пари и мобилен телефон. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Ноќеска половина час по полноќ 29-годишничко тетовско орашје. Нејзиниот 21-годишен брат и нејзината 25-годишна роднина од Тетово во СВР Тетово пријавиле дека машко лице околу 23 часот и 15 минути се обидело насилно да влезе во нивните семејни куќи, а потоа физички го нападнало 21-годишното лице. Се расчистува и документира случајот. 50-годишникот тетовско теарце ноќеска во 1 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавил дека 27-годишникот Гостивар подолго време го ценувал. Му се заканувал дека на социјалните мрежи ќе објави компрометирачка содржина за него и му побарал и во неколку наврати добил парични средства. Се расчистува и документира случајот.
Почитувани гледачи, овде ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!